ВМРО ДПМН е против идните членови на Државната комисија за спречување на корупција да имаат увид во банкарските сметки на функционерите, политичарите и донаторите на политичките партии, кажа министерката за правда Рената Десковска по денешната неформална средба со новинарите во клубот на пратеници во Скопје. Она што реално предизвикува проблем во нивните амандмани е барањето за бришање на условот за забрана за политизација на членовите, односно спречувањето одредени членови што биле политички активни во изминатиот период или биле донатори на политички партии да не бидат членови. Понатаму барањето да се тргне надлежноста на комисијата да врши увид во сметките банкарски на функционерите, како и контролата врз финансирањето на политичките партии да не постои согласно нивните барања. Сметам дека тоа е барање кои што не може да бидат удоволени и ако бидат удоволени тоа ќе значи носење на закон што нема да биде во согласно со препораките на Европската комисија, што опција е неприфатлива за нас. Министерката за правда посочи дека за власта е неприфатливо и барањето да се формира Национален совет за борба против корупцијата, бидејќи тоа би значило паралелизам во делувањето и работата на антикорупцијската комисија. Според Десковска, специјалното јавно обвинителство треба да ја задржи својата независност, бидејќи како што вели таа, СЈО се покажало како одлично решение и тоа не треба да се изедначи во рангот на обвинителството за организиран криминал. Сметам дека треба да дадат политичките партии поддршка на задржување на капацитетот на специјалното јавно обвинителство и на нивните надлежности со оглед на тоа што во изминатиот период вложено е со тренинзи, со едукација во ова обвинителство и секогаш може да се јават причини за постоење на специјално јавно обвинителство. Значи, обвинителство кое што ќе има одредени гаранции на независност, одредени гаранции на автономно одлучување, е пример кој што покажа резултати во Македонија и кој што треба да го задржиме. Според неа, за оние постапки што се во фаза на обвинение, нема дилема дека треба да продолжат во рамките на специјалното обвинителство. За оние пак што се во фаза на предистражна или истражна постапка, ќе треба да биде дефинирано според надлежностите што ќе бидат распределени меѓу овие две обвинителства. Се разгледува и опција околу тоа дали би можеле да ја врземе надлежноста не само околу круг на луѓе, туку и околу висина на штета или околу висина на корист, со цел да имаме уште подобро разграничување во оние случаи каде што се вклучени и носители на јавни функции, но и други лица, така што може и тоа да влезе како варијанта. Десковска очекува 2019 година да биде година на реформи во правдата. Таа верува дека во собранието ќе бидат обезбедени 2/3 од гласовите на пратениците или 80 од вкупно 120 гласа во собранието за непречено изгласување на реформските закони од областа на правосудството.